Денеска навршуваат точно 6 месеци од незапаметената трагедија во дискотеката Пулс во Кочани. Попладне во Марш на ангелите во Кочани, а вечер во Собир во Скопје. И по половина година обвинението е во фаза на оценка. Маја Становска е пред кривичниот суд на оваа тема, па Маја, да чуеме дали има објаснување од судот зошто му е потребно толку време. Така, Борче, како што кажа и ти, по 3 месеци по поднесувањето на обвинението за пожарот во дискотеката Пулс до кривичниот суд, тоа се уште е во фаза на оценка, на што за сега го велат од кривичниот суд е дека оваа постапка е во завршна фаза, а повеќе детали од таму ни најавија за во текот на утрешниот ден. Ставот на судот е дека целата постапка трае 3 месеци поради обемноста на самото обвинение, односно тоа што обвинението се содржи од 160 страници, дека има огромен број на доказен материјал. Исто така оттаму кажа дека се поднесени околу 40 приговори од обвинетите и нивните бранители, а направија и споредба со обемни предмети во јавноста познати како Синџер и адитив, за чија оценка посочуваат дека исто така требало сличен временски период, односно околу 4 месеци за постапката да биде целосно завршена. Повеќе за ова предлагам да слушнеме од прилогот кој го подготви колегата Јован Ѓурговски. 6 месеци од трагичната несреќа во кочанската дискотека Пулс и 3 месеци од поднесувањето на обвинението, кривичниот суд се уште нема оценка за него. Иако веруваат дека постапката е во завршна фаза, сепак не прецизираат која е причината за долгото траење. Оттаму велат дека примените преговори се во фаза на анализа од Советот за оцена, пошто треба да биде донесена одлуката. Станува збор за обемен обвинителен акт со голем број докази и оштетени лица, како и 39 обвинети правни и физички лица, и судот ги презема сите законски обврски за навремена оцена со доследно почитување на правата на странките. Велат од судот. За дел од правниците пак ваквиот тек на настаните не е изненадување. Долгиот процес за оцена на обвинението според адвокатот Јанаки Митровски е пред се поради бројот на обвинети, но и истрагата која опфаќа действија од 2012 година. Лаичката јавност сигурно дека се чувства како да стои во место работата поради протекна 6 месеци, но и претходно не само јас и повеќето кривичари предупредувавме дека така широка истрага према толку многу лица со враќање назад до 2012 година со действија кои што реално тешко може да се поврзат и да се донесе директна причинска последична врска на пожарот со тие дејања од 2012-2014 година, ќе доведе токму до ова, до одоговлекување на постапката. 50 на обвинети имаат минимум 50 на адвокати, ако не и повеќе, некои имаат и по 2-3. По добро утро да каже секој од нив, ќе обремени постапката. Универзитетскиот професор Гордан Каледжиев пак вели дека според него обвинението како што било изготвено е неодржливо. Нема правник што не искоментира дека ваквото обвинение, како што беше стокмено практично низ истрагата, за сите наназад со години да одговараат за директно практично учество во кривичното дело предизвикување опасност е неодржливо и е практично сега ова е резултат компликувањето на најверојатно политичка нарачка која сега носи правни компликации. Усилено е обвинението, усилено, политички усилено и правно многу компликувано. Она што е проблем е се што нема таков јунак кај судиите, што она што сите правници неподелено го мислат дека ова обвинение не може да издржи критика, не може да го изведе до крај во смисла да каже не, ова обвинение не може да оди на судење. Во овој случај обвинети се 35 лица, а дополнително се уште трае истрагата за 27 осомничени полициски службеници и функционери. Од обвинителството за гонење на организиран криминал што е надлежно за нив, велат дека активно постапуваат и ги преземаат сите неопходни действија во рамки на своите надлежности. Но кога ќе биде донесена јавна обвинителска одлука, се уште не соопштуваат. Како што кажа и ти Борче на самиот почеток, денеска се навршуваат точно 6 месеци од незапаметената трагедија во државата, пожарот во дискотеката Пулс кој одзеде 62 млади животи. Токму во нивна чест денеска беше организиран традиционалниот марш на ангелите во Кочани, кој што практично таму се одржува секоја сабота. Имаше присуство и на граѓаните и на родителите на трагично загинатите деца. Пораката која што тие испратија повторно е крај за корупцијата, неселективна правда и одговорност за трагичната загуба на нивните деца. Да ги слушнеме и нивните пораки.
Бараме крај на корупцијата и крај на затварањето очи пред човечки животи. Да не дозволиме оваа трагедија да се повтори никогаш повеќе. Ако сакаме ова никогаш да не се повтори, мора да бараме вистинска правда, да ја претвориме оваа болка во сила. Во сила за промена, во сила за правда, во сила за идеја во која младите немаат да одат во клубови што стануваат гробници. Бараме одговорност, бараме вистина, бараме правда за нашите деца. И ќе продолжиме да зборуваме се додека секој што со своето дело или со своето молчење придонел за оваа трагедија не биде изведен пред лицето на правдата. Никогаш нема да замолчиме. Собир за одавање почит на жртвите од катастрофалниот пожар вечерва ќе се одржи на Скопскиот плоштад во организација на иницијативата која следа на собирот ќе започне во 20 часот и 16 минути. Организаторите најавија дека на плоштадот присутните ќе можат да остават и пораки за семејствата и за жртвите, кои што во текот на неделата ќе бидат однесени во Кочани и тие ќе имаат таму прилика да ги погледнат и прочитаат. Исто така мирен собир во 20 часот ќе има и на Штипскиот плоштад. Екипата на Канал 5 ќе биде присутна на Скопскиот плоштад на собирот, па така пораките од таму ќе ви ги пренесеме во вечерните вести во 20 часот и 45 минути. Така, Маја Стојановска во живо за одбележувањето 6 месеци од трагедијата во Кочани. Ти благодарам.